Елем да ја ослободи Попова шапка е мотото на денешниот втор поред протест, организиран од иницијативата да ја спасиме Попова шапка. Учесниците го блокираа патот Тетово Попова шапка и побараа владата да престане да прави анализи за центарот и веднаш да се издаде на приватен концесионер, затоа што досегашното управување покажало дека туризмот на ски центарот стагнира, иако се трошат огромни средства. 25 милиони евра од даноците на граѓаните завршија на непозната адреса од лошото менаџирање на Елем со туристичкиот центар Попова шапка. И повеќе од 25 милиони евра имаат загуба граѓаните од нефункционалноста на туристичкиот центар Попова шапка. Гласот на граѓаните денеска кажува доста на Елем. Санкционирате ги тие што ги предизвикаа овие губитоци и дефинитивно да се укине управувањето со Елем. На протестот присуствуваа спортски работници. Истакнаа дека поради лошото менаџирање, Попова шапка започнува да се брише од светските рангирани туристички карти, иако има природен потенцијал да обслужи до 50.000 скијачи дневно. Очигледно менаџментот на центарот нема капацитет за управување и треба да се повлече, а државата подитно да изгради стратегија за развој на Попова шапка. Потенцијалите се, со еден збор би кажал, неограничени, затоа што Шапланина со 80 км должина и 20 км ширина комплетно покриена со патеки потенцијални, тоа е огромен потенцијал, изразена во некоја си вредност. Ако се опремат тие потенцијални патеки за да може да се користат за скијање и за туризам, што значи и профит се од редот на милиарди. Буде која визија, збориме се. Оваа сезона на Попова шапка е едно од најкатастрофалните, иако центарот има доволно количини снег. Ски лифтовите и жечниците работаат со постојани прекини поради дотрајноста. Проблемот со паркинг просторот не се реши, а не се изгради ниту долго најавуваниот 600, кој треба да ги намали гужвите на ски патеките. Минатата влада даваше само празни ветување дека ќе инвестира милиони во центарот, а сегашната власт пак најави дека е најдобро Попова шапка да се издаде под концесија на приватен инвеститор. За таа цел уште минатата година истакна дека ќе објава тендер за избор на консултант за проценка на центарот, односно постапка која води до продажба, но од ваквите најави нема никаков исход. Освен централната и општинската власт дигнала раце од центарот, сообраќајната инфраструктура е во очајна состојба. Во викенд населбата никнуваат дивоградби, каде нема атмосферски и фекална канализација, ниту пак доволно улично осветлување. Поради запустеноста, своје прибежиште во центарот најдоа кучињата скитници, кои сеат страв и ги напаѓаат туристите.